North Macedonia takes a seat at the table as one of 30 allies and can continue to contribute to strengthening NATO, which is the strongest alliance in world history. САД очекуваат државата да ја исполни обврската кон НАТО и да инвестира во нејзините граѓани, рече Ендрю Винтерниц, заменик помошник секретар за одбрана на САД, задолжен за НАТО и европска политика. Investing in its military and in its people. Тоа значи инвестирање во армијата и луѓето. Се надеваме дека тоа ќе продолжи бидејќи посилна Северна Македонија значи посилна НАТО алијанса, што пак значи посилна Европа. Се радуваме да го продолжиме напредокот во оваа насока. Инвестирање во луѓето. Го прашавме дали тоа значи владење на право, слободни медиуми, борба против корупција. Since the fall of communism, we've seen a lot of countries making those types of reforms. По падот на комунизмот видовме многу држави кои прават ваков вид реформи низ регионот. Членството во НАТО всушност има главен придонес во тоа бидејќи НАТО поддржува посилна демократија, поголеми индивидуални слободи и права. Сега кога Северна Македонија е членка на НАТО, има обврска да ги заштити овие права. Се надеваме дека ќе видиме напредок во однос на овие прашања. Северна Македонија стана членка на НАТО во време кога регионот се соочува со зголемени безбедносни ризици, особено со зголемување на тензиите меѓу соседна Грција и Турција. Turkey and Greece are both allies, of course, within NATO. Турција и Грција се сојузници во НАТО. Тие се сојузници на САД и на Северна Македонија. Исто така се и наши пријатели. Секогаш, кога ќе дознаеме дека нашите пријатели имаат меѓусебни проблеми, ние сме загрижени. Изгледа дека сега двете држави презедоа чекори за привремено повлекување и се на пат кон постигнување диалог. А како САД ќе помогнат да се зголеми безбедноста? We're strongly supporting the German government's measures to try to bring the two countries together. Цврсто ги поддржуваме мерките на германската влада која се обидува да ги обедини двете држави. Јас мислам дека трендот не само за Турција и Грција, туку и регионално е за поголем диалог. Ние ги поддржуваме тие напори и се надеваме дека ќе продолжат. Тој нагласи дека заложбата на САД кон НАТО останува цврста, како од секогаш. It doesn't matter really who is in our government. There is strong bipartisan support. Навистина, независно кој е во нашата влада, постои цврста двопартиска поддршка за НАТО, за нашите пријателства, алијанси и партнерства во Европа. It's great to see all sides of our government coming together to support something. And NATO is probably near the top of that list. Државниот секретар на САД Мајк Помпео неделава ја посети Грција, каде нагласи дека договорот за заедничка одбрамбена соработка, кој беше потпишан минатата година, значително ја зголемил воената соработка меѓу двете држави. Помпео истакна дека САД повикуваат да се врати диалогот и мирно да се решат споровите во источниот Медитеран.